K15! Драги гледачи, добар ден. Жена. Жена, како тоа звучи величествено и сите денеска имаме благодет да живееме со жена, да си пружаме услуги едни на други и соживот. Имало патриархат, па имало матриархат и сите живееме и еманципација и све то, меѓутоа не било од секогаш така. Порано не постоела жената, постоеле само мажите и Господ. И зашто станува збор? Имено од извори блиски на црквата што е тука кај Драчево по тоа путчето лево, неќу да го именуем изворот пошто сакаше да остане анонимен. Имаме ексклузивни снимки за то како Господ ја створил жената и то сега ќе простите, ние како ексклузивен репортер ја ваш ќе ви пружа можност да видите токму у вашата емисија како Господ ја стварал жената. Сега тогаш темало дигитална технологија, снимките се со малце послаб квалитет, то Свети Петар ли не знам кој, али ексклузивно еве видете вие како го Господ ја створил жената. My woman from Tokyo, down, my woman from Tokyo, got a black magic woman, got a black magic woman. Добар ден, Дедо Боже! Добар ден, Чедо Божие! Може ли да те гледам малце како го правиш во ремек дело? Како не, биди ти сведок на создавањето на ова ремек дело. А шо правиш сега ти, Дедо Боже? Јас му правам нешто што ќе му служи на суштеството наречено маж. Шо е во? Ова е прекрасна жена. Крајно време беше, Дедо Боже, више раците ни отпаднаа, се сами работиме. Слушај, Дедо Боже, а зошто тука тие ушите да не ги правиш така по да ги отвориш од утре за утре, може ќе измислат наочари, да има тоа на шо да стое. Многу паметно. Кој си ти добронамернику што така сугестии добри даваш? Кој сум, Дедо Боже? Јас сум вајар, професор сум тука на универзитетот, тоа се баш ги учам јас младите оти како се ваја, како се прави човечка фигура, животни, воа, ноа шо е. Видиш што ти убаво. Чекај баш да видам само и симетриите ти се мислам запазени све тука. Одлично, вратот ти убаво издолжен. Гледам и раце више си ги направил, што не ги закачиш тука, разбираш ли ме ти? Да, ќе ги стави. Вака че си доат раците, оти она утре, заутре треба танго да прави, треба у кујната да готве нешо. Паметно, Чедо Божие. Размислував дали да го направам тога, сега сум убеден дека ќе треба да ги ставам. Така. И види струкчето така шо убаво дошло, одлично, симетриите се запазени, врачето издържено, нозе треба да и туриш две нозе да туриш, за да има простори за меѓуношето тука, да има целосно задоволство, да може да оде едно друго. Браво, Чедо! Ти благодарам многу за сугестиите добри што ми ги даде ти. Да ова суштество му прави задоволства на мажот. Ја кога те видел, одма викам куриозити ми се разбуди некоја kill the cat тамо, ти гледам воја, ќе биде, стварно ќе биде убаво. Само продолжи така, нозите исто ќе ги направиш тоа. Сега ќе ми извиниш, Дедо Боже, може ли јас да одам, оти студентите ме чекат тамо, баш да им теорија нешто да расправаме? Оди, Чедо Боже, уката твоја пренесе и на другите. Јас сум убеден од ти ќе го направиш тоа и само да се држиш по моите совети. Пријатно. Пријатно. Македонско девојче, китка шарена, во градина раснато, дар подарена. Дали... Дедо Боже, па ти си почел да правиш жена? Да, Чедо Боже, а кој си ти? Јас сум, Дедо Боже, сликар. Сликар, уметник. Специјалност ми е уметнички дојам. Што ќе кажеш за суштество што го работам јас? Абе, види, не е лошо да ти кажам, фино си ја направил, само да не ме сватиш погрешно, малку ти е бледа цела. Мислам дека треба малку со боички вака да дотераш. Така ставиш црвенко овде на устава. Еви ќе ти давам ја четки, ќе ти оставам две, ево ти. Добро. Црвенко тука да ја нашмикаш малце, многу бледа као да станала од спиење.
Друго? Ти Fashion Channel изгледа немаш кабелска, немате? Немате. Не, јас сум таму горе. Дедо Боже, и нозе да изтаиш. Нозе да изтаиш. Тоа си ми стара, кажа, ќе ставам нозе, чедо. Шом ти кажал да изтаиш нозе, меѓу нозете, нели има кјуше, кај што се спаја. Да. И на овие кјушиња овде ќе изтаиш влакненца. Зошто? Па дедо Боже, ти знаеш дека по кјушињата фаќа пајажина, а влакнева ќе стиде. Тоа после ќе се депилира тоа. Не, Многу паметна сугестија, чедо Божја уметничка, сликарска. не ти е лоше и води сметка влакненцата по кјушињата да бидат потемна боја, а горе косата како сакаш фарба е, не е проблем. Битно е да биде црн коренот. Ја мислев плава горе да ја. Плава, добро, не е битно. Битно е испод косата малку сиво да ставиш на мозокот. Леле, колку добра забелешка, чедо мое уметничко-сликарско. Така, дедо Боже, ти сега земи помини ја една рука и заедно саа ти појави, мисля да дојдам уште една рука, ќе ја поминеме и мислам дека ќе виде. Да фарбам? Да. Топнеме, ќе окречиме обавезно. Да ја фарбам. А ја мислев тапети да лепам. Паметно. Због едне дивне црне жене, због njene дивне црне косе. Иа! Абе, многу добро изгледа, бе, мајстор Боже. Од што си го правил? Од ребро. Од дреб ти што мислиш, бе, дека ми веруваме у Дедо Мраз? А кој си ти, чедо? Јас сум архитекта. Стручњак сум за градба, за дивоградба исто, да не ти го рушит. И дискоградба, и нискоградба имамо. Што имаш ти направено? Од нискоградба имам проекат што е у Арачиново, тој е Underground. Доле имам и други проекти така со Underground по други општини, меѓутоа времето ќе покажува, некиум да се експлоатирам сега. А ти како стручњак, што ќе кажеш за ова дело? Многу добро, многу, фасада екстраординари, мислим, екстра, све супер, има и вимето е добро, све супер, мислим, супер, стварно. Само сега вака, со ова добра фасада, ние ќе треба да градиме зидови, да не го гледат оваа убава фасада, знаеш како ти е, мислим, стварно. Вака, екстериер, екстраординари, само чекај да видим. Ти што се фасада екстра, ово си го упропастил, функционалност нула. Зошто? Како зашто, па видиш тука? Просторот за игра ти е залепен со санитарен чвор, бе, еј! Мислим, нефункционалност максимум. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. K15